Посакувам добре дојде на оваа последна, четврта дискусија, интернет дискусија, што ја имплементираме во рамки на проектот 19 години после конфликтот од 2001. Градиме, обновуваме ли меѓуетничка доверба во Македонија. Што според вас, од позиција на вашата професија, може да ни помогне да ги разбереме меѓуетничките конфликти во Македонија? Некако ми се навраќаат и сега во моментов мислите на мојата дипломска работа, која што беше многу одамна, 2005 година, кога ја мерав сликата за себе кај средношколци од македонска и албанска етничка припадност и едните и другите имаа за задача да се оценат себе си, меѓутоа да ги оценат и другите, односно сите други балкански народи кои што од балканските земји кои што од бивша Југославија. Именно тогаш податоците говореа дека нашите македонските средношколците од македонска етничка припадност себе си се оценуваат многу полошо отколку што ги оценуваат србите и отколку што ги оценуваат словенците, меѓутоа најлошо ги оценуваа албанците. Од друга страна пак, албанците многу полошо ги оценува лицата кои што се од Србија и многу полошо ги оценува македонците. Македонците што во 2005 значи има многу повисока слика за албанската етничка припадност отколку што има албанците за македонците. Никако сметам дека можеби тука може да размислуваме за некаков јаз кој што постоел пред 15 години. Можеме да кажеме дека можеби социјалната работа преку образованието би била еден од клучните аспекти на делување каде што може да ги разбереме и да ги подобриме, односно да ги разрешиме оние конфликти и сите последици од конфликтите. Имено ние долги години низ историјата на некој начин живееме во едни паралелни општества. Значи, зборуваме за меѓуетнички односи кои што постојат пред се помеѓу двете најголеми етнички заедници кои живеат на територијата на државата, кои во тој период од осамостојувањето до денеска на некој начин постојано се обидуваат да го земат приматот на тоа кој кому му должи, ако сакат. Што е она што ние треба да го дадеме, а што е она што на другите им припаѓа и не го добиле. Ако можам да го поставам во една таква димензија целиот овој разговор. Она што во тој процес се случува е тоа дека низ историјата веројатно е дека се нанесени одредени, би рекла, историски грешки. И историјата е нешто што ги оптеретува овие односи, но во голема мерка односите ги оптеретува и социјално-економската положба, но и различноста во културата, различноста во, да кажеме, степенот на интегрираност на различните етнички групи кои што живеат во државата. За жал, до сега јас не видов системски пристап на оваа држава кон постконфликтното општество. За среќа, што тоа не е наша заслуга, не е наша заслуга ни на државата, ниту на ниедна влада. За среќа, Македонија во надворешната политика од 2001 натаму направи вистинско закривување на својата политика, каде што до тогаш, до 2001, најпосле двете етнички заедници што влегоа во некаков си конфликт тогаш, беа поддржувани од вид на некои непринципиелни коалиции надвор од државата. И токму, како нивни орудија, тука се судрија, но се уште тоа го оставам историчари и други служби тоа да го анализираат. Како и да е, постконфликтно имавме среќа, што и ние како македонци и албанците како исто најголема етничка заедница во Македонија, главен сојузник ни стана Америка, односно Обединетите американски држави, каде што заради моќноста на единствениот наш заеднички сојузник, тогаш може да се одржи некој вид на баланс или некој вид на контрола.
Но од аспект на еве постконфликтно помирување, би кажала, и би го поврзала со она што претходно го зборував за етничките стереотипи. Знаете, во овој цел период по конфликтот голем број на невладини организации во рамки на училиштата, но и вон училиштата се инвестира многу пари, се направија многу обуки во однос на разрешување на тие етнички стереотипи, намалување на етничките стереотипи, но во рамки на семејството, кога се враќаат тие истите деца дома, дома се уште слушаат дека албанците се шиптери или дека ромите се цигани. Знаете, тука имаат разидување на она што го учат како нова информација, она што се враќа и она што го слушаат кога се враќаат дома. И повторно овде би се сложила со Сашо дека ние немаме системски пристап во решавањето на овој проблем. Како треба да градиме меѓуетничка доверба во Македонија и колку како држава сме на правиот пат во градењето на таа доверба? Најпрво би рекла дека првиот чекор кон градење на инклузивно општество е интеракцијата. За да можеме да градиме меѓуетничка доверба, треба да ги научиме да ги препознаваме разликите кај другите, да ги запознаеме и на крајот да ги прифатиме истите. Процесот на меѓуетничката интеграција, за да биде успешен, потребно е да се работи заеднички, односно да ги вклучиме тука сите институции, граѓанскиот сектор, па и медиумите. Дополнително би рекла дека кога се работи за образованието, дека треба да се примени еден интердисциплинарен пристап кој што ги вклучува тука и културата, освен образованието ги вклучува културата, спортот, медиумите и така натаму. Затоа велам дека една од најефективните алатки тука можеби се стручните тимови кои што се дел од самите училишта, кои за жал во моментов можеме да кажеме дека и не ја задоволуваат бројката на потребни стручни тимови во училиштата, односно и веќе зборувам од аспект на социјална работа. Во моментов, односно податокот од 2019 година, вкупно социјални работници во областа на град Скопје има само 2 во основните училишта. Затоа што ова е особено важно и особено критично, затоа што мора да напоменеме дека училиштата, освен едукативната функција, се повеќе имаат и воспитната функција, заради брзиот живот, големување на времетрењето на работните обврски на родителите, активностите по работните обврски и така натаму, мора се да се зајакнува оваа воспитна функција, па би рекла дека социјалните работници, психолозите и педагозите во училиштата не само што ја имаат можноста, туку мислам дека имаат и обврска да работат на зголемување на меѓуетничката доверба кај младите. Некако, не знам, ми доаѓа можеби некоја идеја во глава дека политиката и државата е таа која што негативно влијае на целата оваа состојба и негативно на тоа колку ние можеме да имаме еден соживот во нашава држава. Можеби вака звучи сурово, меѓутоа имам впечаток дека доволно е сите оние медиумски шпекулации, многу често Facebook, разни социјални медиуми, настани кои што и наслови кои што ги има по медиумите, кои што се некогаш повеќе напумпани од колку што навистина реално се, како да имам впечаток како да ја подгреваат тензијата која што имат можеби не наведум директна цел, меѓутоа некако индиректно или имплицитно испраќаат една порака со која што се зголемуваат етничките тензии кои што постојат во нашата држава. Можеби, не знам, идеја за работа на кампањи за зголемување на свеста дека самите ние сме тие кои што можеме да ја креираме нашата иднина, а не некој од страна. Но без исклучок сите социјални психолози се согласуваат дека зголемениот контакт помеѓу различните етникуми е формула која што навистина може да донесе успех на начин на кој што би се намалиле перцепцијата на разлики
и со самиот зголемен контакт различните етникуми би имале можност подобро да се запознаат, да видат дека покрај разлики имаат и некои сличности, да научат нешто едни за други и да изградат основа врз која што ќе можат да комуницираат. Во услови на зголемен контакт и зголемена интеракција, интересно е што кај луѓе кои што претходно постоеле стереотипи, се јавува нешто што се вика когнитивна дисонанца, а тоа практично е, нели, можам со зголемена комуникација или контакт можам да формирам пријателство од една страна, од друга страна имам негативен став за самиот етникум, на начин на кој што кај самата индивидуа мора да натежне едното, нели? И од тука, нели, да се разреши таа когнитивна дисонанца, па или да продолжи, нели, да го одржува пријателството, да го ја намали предрасудата, или да го раскине пријателството, а да ја одржи предрасудата. Како и да е, зголемениот контакт е нешто кое што интеракција, комуникација, учењето едни за други, учењето на јазикот, особено, нели, на и албанците македонскиот, македонците албанскиот, но и на било кој друг етникум е нешто кое што може подобро и поубаво да ги поврзе. Понекогаш, токму заради различна партиципација во одредени подгрупи и групи, ние сме склони да секогаш го сведеме тоа на меѓуетнички конфликт и можеби ако ние го разјасниме тоа и убаво направиме една добра стратегија, најпосле треба повеќе оптимизам и повеќе, како да ви кажам, добрина да има во сите тие намери и како основно средство за кое ја мислам дека највеќе ќе хомогенизира е јазикот. Нели? Една огромна нација, нели, Обединените американски држави, имаат консензус еден јазик да им е службен, но исто така и шпанскиот во оние јужните делови на Америка. Например, секој американец кој знае шпански, односно, нели, латино јазик, е почитуван. Ние самите знаеме кога некој странец ќе дојде и ќе може да зборува помалку македонски, ние на некој начин поинаку го гледаме и го почитуваме неговиот напор. Така да ако ние го учиме јазикот, а со јазикот учиме обичаи, историја и така натаму, мислам самото познавање на јазикот ќе доведе до една хомогенизација без воопшто да правиме некоја кузне каква комплицирана стратегија, туку една одредена стратегија каде што етничките две големи заедници меѓусебно да можат да го учат јазикот и автоматски со тоа историјата и обичаи. Тоа би го рекол. Тоа е прашање кое можеби најдобро ќе се одговори со тоа што ќе се застапиме да ги имплементираме или да ги спроведеме во пракса онака како што е потребно пред се човековите права, односно да имаме универзален пристап во однос на човековите права. Исто така ќе ја спроведеме во практика социјалната правда преку еднаков третман и еднаква дистрибуција, односно без двоење на луѓето по основ на религија или по основ на етничка припадност. Само на тој начин мислам дека можеме да изградиме едно општество кое ќе биде праведно за сите и кое ќе ги почитува правата на секој во дадената заедница. Прашањето е било која е улогата сега на професионалците од вашите области, значи зборуваме психолози, професори, социјални работници, терапевти и така натаму. Која е вашата улога во процесот на градење на довербата и дали сметате всушност дека вие треба да бидете консултирани во вакви политички процеси и за вакви прашања? Консултирани да, но обично консултирањето на стручњаците, обично или експертите, за жал секогаш не е со добра намера и некогаш тие политички моćни лоби групи може да не ангажираат, да не консултираат и на крај да испаднеме како глинени голуби. Односно да не злоупотребат и да речат дека во јавна дискусија учествувале ова и тие експерти, а да биде заклучокот многу далеку од сето оноа
што може би за време на самата дискусија и консултација сме го изразили. Ако веќе треба да бидеме консултирани, тогаш би требало да биде таа консултација многу јавна, публикувана и да се знае кој од нас експертите што кажал, за да има одговорност и тој што не ангажирал и тој што како консултант го изјавил, а од тоа да се мери некој вид на, како да ви кажам, на тежина на заклучокот што ќе биде донесен. Бидејќи видите, ако 10 експерти кажат едно, а тој што ја модерира дискусијата и не поканил на консултација заклучи нешто трето, веќе ќе го лоцираме каде е проблемот. Вака, ако не ангажираат, може да завршиме како глинени голуби, ако не ангажираат, нели, ќе бидеме само сенки некаде, каде што за време на криза или после кризата ќе може постфестум да констатираме нешто. Така да, во однос на тоа, мислам дека би било корисно да, ако веќе не консултираат и веќе имаме некое влијание, да тоа биде аргументирано, документирано и да се знае точно одредено во која област, кој што кажал, како учествувал, за да биде мерливо и за да биде видно. Па еве, во улогата на психолозите, јас лично сметам, а и би сакала да ја видам многу повеќе во превенцијата, во психоедукацијата, нели, отколку во нели постконфликтно разрешување или работење индивидуално или групно со последиците, да речам, или штетата од конфликтот. Затоа мислам дека и тоа превентивно работење пред се мора да биде организирано планско и системски. И на почетокот споменав, значи ние не можеме да работиме само во училиштата, а да ги изоставиме родителите. Не можеме да работиме само во една сфера или еден сектор, а да го изоставиме другиот. Тоа мора да биде плански и мора да биде системски ако сакаме да имаме резултати. Работата треба да почне од најмалата возраст. Тука би се надоврзала и на прашањето кој што ми се чини беше прво, родителите и те како имаат голема улога во затврстување на довербата, во наративот кој што го имаат пред децата за другите националности, што зборуваат за нив, дали го поттикнуваат дружењето на детето со дечиња од различна националност, како им одговараат на прашања кога, нели, кај децата кога ќе забележат дека другите дечиња, да речеме, се со различна боја на кожата или да речеме дека не зборуваат исти јазик или не го разбираат јазикот на другарчето, како ќе изреагира родителот, нели, дали ќе му рече оди ти играј си нешто друго или со некој друг, или ќе направи еден граунд, нели, една подлога за тие да можат да ја надминат јазичната бариера, а сепак да играат заедно. За работата ми е драго што се почесто во една позитивна конотација го слушаме терминот ментално здравје. Некако до предизвестен период кога стануваше збор за ментално здравје, постоеше оној стереотип да луѓето нели го идентификуваат со ментална болест, односно ако нели се спомене дури Заводот за ментално здравје, асоцираше на тоа дека нели одиме кога нешто не е кога не сме добри или уште полошо кога нешто не фали сме луди. Така да од друга страна сметам дека сите овие едукации на некој начин ќе влијаат добро да се работи нели на свеста, на менталното здравје, меѓутоа искрено можеби треба да се запрашаме, не знам дали Македонија направи нешто за посттравматскиот синдром кај лицата кои што беа вклучени во тој конфликт. Некако не знам, можеби јас не сум во тек, меѓутоа знам дека Хрватска и Србија има токму програми кои што се однесуваат на такви посттравматски стрес синдроми, а има впечаток дека ние некако тука како да затаивме, можеби Сашо знае повеќе, не знам во оваа насока, јас ние сме биле веројатно многу помали во тој период и не можам да зборувам нели поконкретно, меѓутоа еве да се движиме во две насоки, што е она нели како да го подобриме менталното здравје и да работиме на нашето ментално здравје, меѓутоа и што е она со менталното здравје на оние што беа вклучени во конфликтот. За да може да делуваат социјалните работници, психолозите, психотерапевтите, прво нели треба да бидат присутни, да ги детектираат проблемите, па понатаму да може да работат на нивна на превенција или на нивно разрешување. Секако дека е најважна превенцијата. Најчести корисници на услугите на центрите за социјална работа се припадниците на етничките заедници. Токму затоа треба да ги сензибилизираме
нашите студенти, идни социјални работници, за тоа да применат еднаков третман или да применат третман со оние категории на лица со кои што работат, во кои тие нема да се чувствуваат ниту дискриминирани, ниту ќе чувствуваат дека врз нив се настапува од позиција на моќ. Имено, социјалните работници или оние кои што се во овие помагателни дејности, многу често се лица кои што имаат моќта да одлучат за тоа дали некој ќе добие некакво право, врз кој основ ќе го добие тоа право, дали ќе добие пристап до некоја услуга или институција или до некое право. Она што социјалните работници, лидните социјални работници треба да го научат во текот на студиите е токму тоа да ги третираат луѓето како ближни. Така што со оваа дискусија завршуваме со првата половина, првиот дел од овој проект. На есен ќе имаме уште активности во зависност од ситуацијата. Може би ќе бидат повторно преку интернет, може би ќе бидат настани во живо, меѓутоа ете ќе имате можност да следите што ќе се случува на веб страната и профилите на Форум ЗФД. Убава вечер на сите и се слушаме во друга прилика.